Тогаш благодарам за присуството. Имавме средба со комисионерот Хан, зборувавме за политичката актуалност во држава, политичката состојба после предвремените избори од 11 декември за кризата. Нивните ставови се тоа и што и порано сме ги слушали од Европската Унија, тие се многу заинтересирани за стабилноста и за Македонија да продолжи во патот на евроинтеграциите и членување и да биде што поскоро членка од НАТО. Се разбира дека тие сакат што побрзо да се формира влада, политичка влада. Изборувавме и околу заеднички констатиравме дека предвремени парламентарни избори не се решение и бија компликувале ситуацијата, политичката ситуација уште повеќе. Ние сме се изјаснили околу ова работа. И спремни сме да ги даваме нашите подписи за да почне период од кога веќе ќе се формира влада и за да се но влада не може да се формира без да се прифати заедничката декларација на албанските политички партии. И мислам дека треба, ако СДСМ сака да прави влада, кога зборува за проблемите со кои се соочуваат албанците, да не ги омаловажуваат тие проблеми. Сум слушал во последно време дека кога зборуваат за јазик, за албанскиот јазик и за други нели теми, се обидува да ни кажува дека повеќе е било важно јогурт и ѓевреци што треба да имат децата за јадење, него вистински да се седне и да се решават проблемите кои го има ова општество тука во Република Македонија. Значи, без прифаќање на албанскиот јазик, службен јазик во сите институции на државата, нема да има никаква поддршка ниту ЗАЕВ, ниту било која друга политичка партија. Има ли конкретни преговори, разговори за присуствување на ова? Дали 49,3 права 61? Кога ќе ги имат, не знам, 59 плюс 3, тогаш ќе се соочат со нас. Да правиме интервју или? Ајде уште. Ајде. Искам да ме прашам, говори еврокомесарот за едно стабилно, широко мнозинство. А како вас тоа ви звучи? Правење на широка влада или обезбедување што по-широко мнозинство и да претпоставиме од 67 пратеници? На крајот на краиштата јас би бил за влада која има двотретинско мнозинство. Бидејќи широка политичка влада не е лошо решение за нас како политичка опција. Со тоа што сите за кои се покренати обвиненија од специјалното обвинителство да не бидат под никако да не бидат дел од власта. И плюс, Република Македонија секогаш ќе има, собранието на Република Македонија секогаш ќе има 120 пратеници. Широка коалиција политичка влада со тоа што прво ќе почне со промена на уставот. Од делот на јазиците, амандаментот 5 треба да се укине и точно да стои дека во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и кирилското писмо и албанскиот јазик и неговото писмо. Па, со промени на уставот и специјалното обвинителство да биде уставна категорија, со решавање на проблемот и спорот што е со соседите, не велам само со Грција, и во текот на овој мандат, на ова политичка влада, Македонија да биде членка на НАТО. Тоа би било добро решение. Сега, ние низ години сме произведувале олигарси и не знам колку овие олигарси кои водат политичка партија се спремни за да прават компромиси.